Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата ТВ 103 со своето 77 издание. Денес ќе ви говорам за рожбата на еден уникатен печатен медиум, кој што е составен дел од најзначајните културолошки промени во американското општество, односно појавувањето на контракултурата, сексуалната либерализација и пред се борбата за човековите права, кои се потентни во 70-тите години на минатиот век, кога се појавува едно списание кое е наменето да ги задоволи своите читателки на две рамништа. Едното го доловува со мотивираните феминистички текстови за еманципирање на жената во општеството, а другото рамниште е за задоволување на нивната сласт, со оглед на тоа што е исполнето со соголени згодни мажи, се разбира во боја. Станува збор за серијата Minx, во која феминизмот и порнографијата амалгамираат едно уникатно кохабитирање какво што до тогаш не било измислено и како такво ќе го привлече вниманието на секоја љубопитна жена, склона за истражување на сопствената, малтене потисната сексуална нарав. На почетокот на емисијата имавте можност да слушнете една одлична композиција на Антумбра, односно In the Unknown. Гласеше оваа творба која што се наоѓа на нивното студиско издание именувано како Split the Sky, односно ова е бенд кој што ни доаѓа од Полска и во нивната интергалактичка музика може да наслушнете влијание од алтернативната метал сцена, психоделичен рок-н-рол и во комбинаторика со најразлични стонер рок и стонер метал влијанија, а истото тоа ќе може да се забележи и во композицијата L'Appel du Vide, која што е следната која ќе ја слушнете од албумот Split the Sky на одличните и моќни Антумбра. А доколку сакате да знаете како се создава еден број на женското еротско списание Minx, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 77-то издание на емисијата ТВ 103, специализирана радиоемисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за Minx, која што е американска стриминг ТВ серија, која е создадена од страна на Елен Рапапорт, која е сценаристката на Clifford the Big Red Dog, потоа Desperados, 3 Months Over Milford и The Jamie Kennedy Experiment. Како копродуцент на серијата Minx се јавува и Пол Файк. Серијата беше продуцирана за HBO Max, стриминг каналот кој е достапен и кај нас. Последната комична серија од овој стример, ако не се лажам за кој што ви зборував, беше пиратската Our Flag Means Death, така што неколку епизоди во годината од емисијата се посветени за овој релативно млад стример, кој најпрви ја имаше функцијата за објавување на сомнителните отпадоци од HBO, матичната кабелска телевизија, но денес има интригантна селекција на квалитетни серии, посебно во рамките на комедијата, но од сериите кои што се во тек може да ги погледнете Јулија и The Gracias, како и Tokyo Vice, а во најава е криминалистичката The Staircase со Колин Фирт. А оваа година се најавени дека ќе ги добиеме и Love and Death, како и Pretty Little Liars Original Sin. Продолжена е втората сезона на The Flight Attendant, а ќе продолжат наредниот месец и вторите сезони на Made for Love, The Damn Michael Che и Hex. За Hex ви правев една емисија од ТВ 103, односно беше посветена една епизода од неја, а јас доснав со гледањето, односно моментално ја гледам СФ серијата Station 11, која исто така се наоѓа на овој стример. Иако не сум љубител на прикажувањето на епизоди недела за недела, мислам дека тоа го научивте сите со оглед на тоа што секоја епизода ви го повторувам. Ви ја повторувам оваа моја констатација. Во случајот на Minx беше направена една, според мене, поднослива практика, односно се емитуваа по 2 епизоди неделно, така што добивавме едночасовни комична доза на Minx, што иако не е доволно,
да бидеме реални, сепак ми ја задоволуваше потребата за да ја гледам во една недела. Мислам, овие комични серии се гледаат во еден здив. Затоа што се заразни епизодите, но јас не можев да се воздржам и ја гледав секоја недела. Колку и да ми дадеа, ќе бев задоволен. Првата сезона брои 10 епизоди, со време трајање од половина час, што значи дека ќе изгледате за нецели 5 часа. Започнува со емитување на 17 март, а заврши на 14 април, што значи дека многу експедитивно се заврши емитувањето, за во рок од еден месец се задржа континуитетот и ми ја спомнав серијата и на пријателите да ја гледаат и не зажалија тие што ја пробаа, па имавме муабет за неја и за време на незиното времетраење. Минкс е ситуирана во 70-тите години на минатиот век во Лос Анџелес, кај што е една млада феминистка која очајно се обидува да ги објави незините статии во весниците, во кои што за жал не е сватена сериозно за незините феминистички погледи на светот, одлучува да го понуди незиното пишување на еден порно издавач на машки списанија со идејата да соработуваат за правење на еротско списание, пред се за задоволување на женските сласти, но тука настанува колизијата на наивната и повлечена уредничка и издавачот кој што на оваа соработка гледа како на можност за заработка на брза пара, односно тие се спои на интелектот и умешноста, но и самите не се свесни дека ги поседуваат сите потребни чинители за да успее списанието, така што распроведениот прв тираж воопшто не е случаен, бидејќи пополнува дупка во издаваштвото за возрастни која претходно не била задоволена. Во процесот на подготовка на новото издание допираме и до хуманата димензија на серијата, односно се образуваат невообичаени пријателства помеѓу домаќинките, слободумните феминистки и порно актерките, кои што се жени пред се и се обидуваат да го најдат своето место во општеството и да се изборат пред се нивниот глас да биде слушнат од страна на машката хегемонија. Тука серијата добива социокритичка димензија, затоа што мислењето на уредничката Джойс Пригер не се вреднува подеднакво помеѓу бизнисмените, односно мажите кои што ги чинат сделките, но мафијашите на тој начин се навикнати да оперираат од дамнина, држејќи ги жените во домените на нивната кујна, додека тие ги прават сделките во дневните простори. Така што има неколку паралелни проблематики до кои што допира серијата и во процесот на сексуалната либерализација, но и во етаблирањето на рамноправноста на половите и пред се промовирање на феминизмот низ медиумот на Минкс, е наменет за искрени цели пред се, за разлика од неколку други недораснати и сфрустрирани феминистички групации кои што го земаат пред се феминизмот како нивен штит за промовирање на себе си пред се во рамките на општеството. Not like a Schwanz right in the face, au revoir, le double dong, Norman Mailer, Samantha Shortcake, an exciting new chapter in the annals of erotica, relaying news of a wayward snake, Mary had a little hysterectomy, God save the Queen of Dicks, oh, so you're the sun now, you're the giver of life, scintillating conversation about a lethal pesticide и You Happen to Be Me, се долгите и прилично описни наслови кои што ги поседува оваа серија. На 19 февруари од HBO Max е одобрен пилотот на серијата, која што започнува со снимање на 6 декември 2020 година во Лос Анџелес, каде што нема зима, така што може да си допуштат да снимаат и во условно кажано зимскиот период, иако тоа се сончеви денови кои што се опфатени во рамките на серијата. Иако е наменето списанието да го дегустираат жени со оглед на тоа што нели има соголени мажи во неговото средиште, се покрива и уште една демографија, а тоа се геј мажите кои што, како што гласи една епизода, God Save the Queen of Dicks, ја нарекуваат Джойс кралица на куровите. Така што ова е ТВ серија која пред се ја слави сексуалната револуција, односно
се обидува на здрав начин да промовира феминизам, односно да ги постави прашањата кои што сите сакаат да ги избегнат, односно да воспостави диалог помеѓу половите и во борбата за еднаквост. Меѓутоа го прави тоа на доста шеговит начин со оглед на тоа што каналот низ кој што се обидува конкретно Џојс, која што раководи со магазинот и се обидува да воспостави диалог со читателот, го прави тоа преку ова порно списание кое што предизвикува дополнителни проблематики во рецепцијата со оглед на тоа што сите што се, како што викаат на американците, trailblazers, односно сите тие кои што ги трасираат патиштата, се соочуваат со препреки од секаков вид, така што не им бега и шиканирањето на овој радикален магазински потфат и на авторката на Минкс и на незиниот помошник, односно на финансиерот на изданието Даг, кој што знае и тоа како да ги направи сделките кои што се потребни и свесен е дека светот е прилично суров, меѓутоа една убавина плюс е тоа што може да екзистира ова уникатно списание и да се збогати пред се и промовира неговата продукција која што ја негува пред се и ја промовира порнографијата. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение на емисијата ќе ги слушнеме Sleeping Child, односно ќе слушнеме композициите Shut and Builder, Black Mold и Manticore. Тоа се три композиции кои што се наоѓаат на албумот Supernovian Remnant, односно тоа е второто студиско издание на овој бенд кој што ни доаѓа од Хамбург, од Германија. 2018 се оформени, претходно го издаваат и албумот Rise of the Astrophant, предводени Опасна четворка, која што е предводена од прекрасниот женски вокал на Jules, која што комбинираат една своевидна мешавина на стонер и дум провениенција со провлекување на психоделичниот звук, меѓутоа има моќни рифови и едно окултно присуство кое што допира и до домени на лавкрафтовски превирања и бајковидни прикази, така што ќе ги слушнеме овие три моќни композиции кои што се наоѓаат на Supernovian Remnant од одличниот бенд Sleeping Child и потоа се враќаме да ви говорам за актерите и актерките, односно улогите кои што ги имаат во ТВ серијата Minx. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 77-то издание на емисијата ТВ 103, која е специализирана радио емисија за актуелни и пред се квалитетни ТВ серии, а во ова издание ви говорам за ТВ серијата Minx. Во овој сегмент сакам да продискутирам за улогите, односно актерките и актерите кои што предводат оваа серија, кое што на носечката позиција има Офелија Ловибон, која што ја глуми Џојс Пригер, уредничката на еротскиот магазин Minx, која ја знаете од Elementary и глуми во филмот Guardians of Galaxy. Таа е повлечена новинарка која што сака да се пробие во низината бранша, но не е сватена сериозно низиното пишување од страна на уредниците и единствениот кој ќе верува во низиното пишување е Даг, кој што доаѓа од порно индустријата и таа има само бендисан дечко новинар од елитните весници, именуван како Глен, со кој раскинува, а во меѓувреме ќе го искористи пожарникарот кој е фотографиран за средиштето на магазинот Minx, со кој ќе спие. Меѓутоа, тој ќе се заљуби во неа и заменувајќи ги улогите на женскиот предатор ќе ја преземе функцијата, со тоа што ќе биде исмеано сето тоа што го прават мажите кои што злоупотребуваат нивната позиција. Овој пат и Џојс го прави тоа. Меѓутоа, таа е во постојан конфликт со Даг за работењето на самиот весник, кој што се базира на Matriarchy Awakens, односно тоа е незиниот феминистички памфлет кој што прераснува подоцна во Minx, со оглед на тоа што да, таа е интелектот кој што стои зад изданието, меѓутоа
ужасно е потребен даг за да може да ги воспостави тие човечки релации, да најде финансирање на магазинот. Едноставно тој, како што нарекуваат американците, тој е street smart. Тој е способен да ги заврши сделките за да ја има слободата, да ја купи всушност слободата на Джойс, да може таа да се реализира себе си и нејзиното пишување да заживее на хартија, која што повлеченоста и изливот на фрустрација Офелија и тоа како добро го глуми во оваа серија. Незиниот дечко Глен го глуми Майкел Ангарано, кој што е прилично конзервативен, го знаете од Pen 15, од Almost Famous, тој е новинарчето и од филмот In a Relationship. Тој во серијата работи во респектабилен машки весник, кому му раскинува Джойс, иако уште тој ја сака, ама не сака таа да биде поуспешна од него, си има тој комплекс на неговото его и се држи до тоа прастаро убедување на мажите за кое е местото на жената во семејството. Односно да чува деца и да прави храна. Без разлика на тоа колку и да е во дослух со модерните текови на мажите, сепак има една нишка на традиционализам која што тој ја негува. Покрај нив, во серијата може да забележиме Бамби, која што е глуми Джесика Лов, која е порна актерка, која доаѓа од продукцијата Bottom Dollar на Даг, која е желна да научи нешто повеќе за работењето на весникот, се спријателува со една очајна домаќинка, најдобрата пријателка на Джойс, и носи одлуки кои се од помош на уредувањето на весникот, со тоа што ги олабавува фригидните тенденции на домаќинките кои што се под сексуална репресија, кои сами на себе си ја наметнуваат, меѓутоа таа е еден од тие фриволни фактори кои што им демонстрираат дека не треба да се плаши и да се срами пред се жената од сопствениот сексуален нарав. Оскар Монтоја го глуми Ричи, тоа е фотографот кој ги кадрира машките модели за во весникот на нивен Сентерфолд, односно на средината, со преклоп кој сака да долови малку повисока естетика од таа што му е понудена да ја прави на неговите фотосесии на соголените старлети. Овој пат мажите ги естетизира, не баре се грчки богови, малтене. Ленон Парнам ја глуми Шели, таа е таа очајна домаќинка која е пријателка на Джойс, која од досада се обидува да го разубави незиниот тривијален живот, па дури будуарот, а прекрасна е сцената во која незиниот казнет син го носи да биде чуван од страна на актерките кои што работат во порно индустријата, со тоа што се кршат предрасудите помеѓу неа и незината ново печена пријателка Бамби, со која што стапуваат во по интимна релација. И Дара Виктор ја глуми Тина, таа е секретарката на Даг, која што е заљубена во него и е неговата всушност десна рака во продукцијата и во носењето пред се на разумните одлуки, заради тоа што тој е поимпулсивен, за разлика од неа која што е рационална и прагматична, не како него. А Даг Ренети го глуми Джейк Джонсон, тој е раководител на порнопродукцијата Bottom Dollar, човекот кој што ќе верува во пишаниот збор на Джойс, ќе ја препознае неговата убавина и ќе соработува пред се со мафијашите да се финансира издавањето на Минкс. Тоа е во постојан судир со Джойс, затоа што има различен пристап и стил на работа и меѓутоа ги знае улиците и умее да го комплетира договор со секого, буквално. Е матен лик кој што знае дека со подкупување се успева во животот, добро, скоро секаде, не и кај советничката, меѓутоа тој е во релација со Тина и користи секој можен маркетиншки трик за добивање на светското внимание на магазинот. За него нема лоша реклама, па макар и да е протест против списанието или пак соочување на Джойс со испрустираната арогантна феминистка на ТВ. За него тоа е бесплатна реклама на Минкс, па дури и тужбата која што ја добива ја цврстува како реклама која што не го чини пари, меѓутоа го промовира тоа што го работи и тоа ќе значи дека љубопитноста ќе биде допрена на читателот и ќе привлече нови читатели со тоа што тиражот побрзо ќе го продаде. Тейлор
Закар Перес го глуми Шейн Броди, тоа е пожарникарот кој што е соголен во првиот број на списанието, со кој ќе легне Џојс и ќе го објективизира, како што мажи умеат нели да искористат згодни девојки со моќта која што ја поседуваат, иако во неа ќе биде заљубен Шейн за разлика од незината потреба за спиење за една ноќ. Стивен Тоболовски оглуми Конрад Рос, тој е бизнисмен кој што држи клуб на приватен клуб за голфери, кај што се прават големите сделки. Приватно е грабач на задници, кој што би се рекло, тој искористува неговата позиција на моќ и пари, кој не дозволува жени да му тераат нему бизниси. Еден од тие архетипи против кои што всушност се бори списанието Минкс и самата негова предвојничка, односно самата Џојс. Еми Ландекер е уште еден непријател на списанието, таа актерка ја глуми Бриджет Уотсбури, односно незиниот лик е поборничка против шундот, како што таа смета дека е Минкс, нешто во што во иднина ќе прерасне, например, PMRC за музичката индустрија, цензорите, но таа ги издава и лиценците за работа и нема да дозволи да биде подкупена од страна на ДАГ, како што незините претходници тоа го правеле. Советничката не попушта ниту кога е објективизирана во радиоемисија и таа си подлегнува на тој начин на подредување кој што од бејби бумерите се негувал за местото на жената во семејството и таа успеала и во општеството пред се, и таа успеала да си се избори за позицијата на која што се има изборено и не забележува дека всушност Минкс служи и работи и има функција за подобрување на местото на жената во општеството со таа либерализација на која што цели, а таа сака да биде задржан статус кво и да не се еманципира жената. Во серијата глуми пејачката Оливија Роуз Киган, таа глуми Амбер, и да не ги забораваме да ги напоменеме што е Алисија Хана Ким, која што е Венди Ма, која е обид за замена на Џојс во Весникот, таа е арогантна и несоодветна за позицијата на уредничка, неја има истата визија, ниту и целта која што би ја постигнала Џојс со самиот Весник, и уште да не ги заборавам Сем Левин и Ерик Еделстен, тие се радиоводители кои што се препознатливите традиционалисти, односно шупаците кои што сакаат да ги задржат под контрола нивните сопруги, иако едниот од нив ќе биде повреден на еден прилично интригантен начин во кој што неговата гордост ќе биде истриена на многу погрешен начин. Ајде така да го оквалификувам ова повреда која што настанува наводно со оглед на тоа што сопругата била провоцирана од страна на Минкс и незиното читање на слободоумното размислување кое што го негува Џојс со незиното пишување. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза и во продолжение ги слушаме Moondogs, односно слушаме композиции од албумот Howl at the Moon, кој што беше издаден минатиот месец. Станува збор за комбинација помеѓу класичен рок-н-рол бенд со прилично силни блуз влијанија, музичари кои што сакаат да прават моќен джем во нивното свирење, издаден е за J. Rudolph Media. Овој албум од кој ќе имаме можност да изслушнеме кучињата како завиваат на Taking Back What's Mine, потоа Fly Away и прекрасната и баладична Rainy Days. Така што во продолжение на емисијата ги слушаме Moondogs и потоа се враќаме утре да ви говорам за одредени спецификации кои што ги поседува ТВ серијата Minx. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 77-то издание на емисијата ТВ 103, која што е посветена на ТВ серијата Minx, а за самиот крај на емисијата сакам да потенцирам неколку карактеристики, односно спецификации кои што таа ги поседува. Имено на почетокот има само една титул карта, за жал нема најава, меѓутоа сепак кратка комедија во прашање, така што тука можам да замежам, иако сметам сепак дека е пропуштена можноста да не се направи едноминутна најава за серија во поглед на режисерите. Ко продуцентката Рейчел Ли Голденберг, режисерката на Unpregnant, го снима пилотот и уште 3 епизоди, а потоа режираат Джейка Шриер, Макс Уинклер
Кери Браунстин, Крейг Джонсон, Наталија Лејте и Стела Меги, која што Стела Меги го снима и финалето на оваа серија. Во поглед на музиката има само селекција на композиции од 70-тите години, што значи дека образуваат свој виден саундтрак. Не ми се диалошките сцени, значи нема водење од страна на емоциите на гледачот од музика, ниту се засилуваат, можеби треба, со оглед на тоа што нели има кратки додатоци во комичните сцени, се пародизира со одредени мелодични линии, меѓутоа нема конкретен композитор кој што ќе стои зад дополнително збогатување и засилување на диалошките сцени кои што еднаш потенцирам се суви. Поглед на сценографијата се снима во канцелариите на списанието, се снима на улица кај што се протестира, во приватни клубови на богаташите и во домовите предсе на ликовите. Поглед на фотографијата, односно кадрирањето, Джейсон Олдак и Квиен Трен се снимателите на серијата, иако е комедија во прашање, што значи дека преосветлено ќе биде серијата во секој случај. Ова е периодична драма пред се, што значи дека ќе се истакнат вибрантните бои од 70-тите, пред се во винтидж изгледот и затемнетиот канцелариски простор, во кој што ликовите имаат мисловна двојба и треба да донесат тешки одлуки. Поглед на монтажата, со оглед на тоа што се 30 на минути самите епизоди, изненадувачки е како успеваат да ги набијат со драматично действие и да остават простор за хумор, иако во некои епизоди преовладува пред се мелодрамата, но тонот варира помеѓу овие два агенси. Поглед на костимографијата, со оглед на тоа што е периодична комедија 80-тите опрашање, тоа значи дека ликовите пратат модни трендови кои што датираат од тогаш, со тоа што жените се облекуваат во кошули панталони, истото тоа и го прави и Даг, само што тој ја раскопчува кошулата до немајкаде, фотографирани се пред се машките модели, така што мора да има и екстензивна шминка, се извинувам, посебно кога се во прашање самите порно снимања. Нема надприродни елементи, хуморот и тоа како е присутен и еротиката е заменета во дадена ситуација со голотија, но амалгамирана е со комичните ситуации во кои што пред се западнуваат ликовите, така што има интригантни моменти, како што веќе ви напоменав, ситуацијата во која што е оставен синот на очајната домаќинка да мора да добие помош од порно актерките, што верувам дека малтене е фантазија на секое момче на негови години. Поглед на ефектите, дефинитивно нема потреба од нив, освен ако се соголуваат потребни пениси за самото снимање. За фотосесиите, освен во тие ситуации, мислам дека нема да има потреба од практични ефекти. Поглед на флешбек секвенците, тие се наменети за почетоците на кариерата на Џојс, односно кога таа била сватена, односно не сватена сериозно. Slow motion се разбира дека се употребува во миговите кога треба да се обрне внимание на одредени соголени парчиња, нема употреба драстична на халуцинации заради тоа што тој сегмент на 70-тите не се експлоатира до таа мерка. Иако има простор и е составен дел од самата контракултура, односно од субверзивните текови на рок-н-рол провениенцијата во која што допира и оваа серија. Ова е комична мелодрама во жанровски контекст, се говори на англиски јазик, а јас лично немав проблем со мелодраматичните импулси, иако затоа натежнува серијата на нив и се разглобуваат проблемите нели на феминизмот баш во тие сегменти, половата поделба, пријателството, љубовта, иако мислам дека има поголем простор за блесави комични ситуации за да се развијат помеѓу ликовите и тоа со поголем фокус да се стави на носечките и да се намали на епизодистите во оваа серија. Мислам дека ги имаше премногу и се губеше многу време на секоја епизода, појавување на нови епизодисти кои што не водеше кој знае каде. Поглед на континуитетот на епизодите, задржан е заради тоа што се прекратки и набиени со действие и не огуби драстично текот серијата, која има набиено
чинодействие за тие 10 епизоди, иако можеше во 8 да се скрати, има настани кои што немаат кој знае каков удел на работењето на весникот. Секако многу е важно, например, гостувањето на телевизија си има своји предности или па гостувањето на радио и тие се засемни проблеми кои што епизодно се решаваат, ама има впрегнати нишки кои што мора да се разработат за да се спријатат од ликовите и да дознаат како би реагирале во дадени ситуации во поглед на градењето на ликовите. Фокусот е ставен на Джойс и на Даг, но помалку простор има за развој кој што е допуштен, например, на Барби и на Шели. И има премногу епизодисти кои се попатни станици, но убаво би било да се фрли поголем фокус на фотографот и на Тина, например, како што имаше во дадени ситуации, така што убаво е распределено тежиштето пред се. Додека се земе инспирацијата од ликови како Винсент Мартино, мора да се направи и паралела со постојањето на САК, односно тоа е европскиот секс пейпер, како што бил наречен, во кој што пишувале дури и издавале поети, а во самите Playboy, например, биле ситуирани раскази, а првиот весник, првиот магазин, всушност, со фронтална машка голотија бил магазинот Viva, кој што е создаден од Penthouse од 1973 година, под кој што под силни импресии е постоењето и на овој имагинарен магазин Minx. Viva екзистирал 6 години, меѓутоа за жал не успеал да заснае на своји нози со своја читателска публика, засемно од Penthouse, како што тоа нели машката читателска публика го направила, така што замрува веќе кон крајот на 70-тите овој одличен магазин кој што е главна инспирација пред се за Minx. Поглед на аналогија, имате мал милион на играни филмови кои што допираат до порно индустријата. Тука се Boogie Nights, Mope, Pleasure, The Amateurs, Loveless, Star 80, Sex Tape, Rated X, The Pornographers, The People vs. Larry Flint, Woman in Trouble, Orgasmo, Hardcore, Inserts, 8mm, Love Actually, After Porn Ends, The Fluffer, Hot Girls Wanted, Inside Deep Throat, The Nice Guys, Rocco, King Cobra, The Girl Next Door, Body Double, After Cherry, Love Exposure, мал милион на филмови кои што допираат до секс индустријата. А слични серии. Дефинитивно The Deuce, една од подобрите серии кои што разработува проблематика во контекст на порно индустријата, меѓутоа во рамките на Нью Йорк, во истата оваа периодизација, така што топла препорака е да ја погледнете како се развива порно индустријата во Нью Йорк во 70-тите, во The Deuce, каде што глуми Меги Джиленхол, која што баш поради нејзиниот лик добива храброст да застане и зад камерата и да стане режисерка. Потоа Hard, исто така серија која што допира до порнографските чинители и доколку сме кај периодичните серии, мораме да ја напоменеме и Glow, прекрасната Glow, исто водена од силни женски ликови, потоа Sort of, Dollface, Hex, Rami, музичките Vinyl и Roadies, паралелно се може да се направи stand-up комедијата I'm Dying Up Here, Dig, Somebody Somewhere, Pivoting, We Crashed, Winning Time, Shining Veil, The Great. Потоа со силни женски улоги биле предводени Good Girls Revolt, Girl Boss, American Woman Physical, Miss America се разбира, која што допира исто така до феминизмот од оваа ера и Run the World. Има комична атмосфера, има загарантирана гледливост пред се и доловена убедливост, се извинувам, а самиот епилог забележуваме дека со гледбата на Minx дека нема да биде ништо без Даг и без Джойс е евидентна, конкретно и на нив им станува јасна, со оглед на тоа што списанието не смее да остане само на 2 броја, третиот мора да се реализира, и во епилогот забележуваме дека мастурбаторите ги напаѓаат канцелариите на Minx, а во последната сцена Даг го предава Minx на Джойс, односно ја предава уредувачката политика и носењето на сите одлуки, едноставно во твои раце, и вика дека Minx прави со него што сакаш, се надам дека ќе успееш, една паметна одлука, иако треба некој да
инсистира на присуството на голотијата, тоа беше работата на Даг, со оглед на тоа што веќе најдоа некаков си своевиден стандард, формулаичност по која што може Џојс да се држи и да го реализира ова списание. 9 од 10 е мојата оценка поради содржајноста на серијата, комичноста, изградените ликови и нивните очовечени интеракции, едноставно социјалната ангажираност која што има и значењето пред се во културолошката револуција која се случува во 70-тите години, да имаше покомични, побурлесни ситуации, ќе имаше заслужената десетка со оглед на уникатниот пристап кој што веќе го поседува. Се надевам дека ќе добие продолжение, затоа што многу малку се мале бројот на вакви периодични серии за индустријата, па се надевам дека ако подпросечните серии како што се The Flight Attendant и Made for Love добија продолженија и едно квалитетно дело како што Минкс ќе го добие своето заслужено продолжение. А за крајот на емисијата ќе слушнеме една моќна композиција, односно ја слушаме творбата Animal, која што ја реализира бендот Sangue. Тоа е бенд кој што ни доаѓа од Бари, од Италија. Свири една комбинација на фаст, на хеви психоделија со блуз елементи, со чисти вокали и повременно гневење на нив, едноставно има моќни рифови, думерска провениенција, гранџерска боја, едноставно удира таму каде што најмногу боли овие алтернативци. И ќе ја слушнеме прекрасната композиција Animal, која што го затвара нивниот студиски албум Паралупе. Вие го слушавте 77-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав квалитетите и недостатоците на Минкс. TV103 е уникатен сигнал, кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!